Денеска е Спасовден, православните верници го слават Вознесението Христово. Овој празник и годинава собра голем број на верници во црквата Свети Спас во Штипско Ново село. Запалија свеќи, оставија дарови на иконата и упатија молитви за милост, здравје и благосостојба во домовите. Честит нека ни е празникот. Многу убав празник Спасовден. Дојдовме овде како сите да се помолиме на Бога, да запалиме свеќа за здравје и за целиот народ, да ни даде Господ здравје, мир во државата, мир во домовите. Да даде Господ здравје на сите, бирикет, милост. Се најубаво за здравје, за живот, за слога, за се. Секоја година или доаѓате овде? Секо, последните секо. Верувам многу во Бога, верувам во празникот Свети Спасот, е многу голем празник. Пожелувам на сите да бидат среќни, да ги спасува Бог од лошо. И се најубаво. Спасовден или Вознесението Христово се слави 40 дена по Великден или 10 дена пред празникот Света Тројца Духовден и секогаш се паѓа во четврток. Спаѓа во 10 господови празници во календарот на Светата православна црква. Според преданието на денешен ден 40 по воскресението, Исус отишол од земјата на небото. За последен пат ги собрал своите апостоли и им дал поука и ги испратил да го приповедаат Евангелието. Христос им вети на своите ученици дека ќе го испрати Светиот Дух и ветувајќи го тоа се вознесе на небесата и кога беа сведоци неговите ученици. Побара од него да остане овде на земјата со нив заедно, но тој им рече: ако јас не се вознесам и не се вратам при Отецот небесен, нема да дојде утешителот, а со слегувањето и на Светиот Дух, што ќе се случи после 10 дена, се заокружува полнотата и создавањето на црквата. Со празникот Спасовден се поврзани голем број на обичаи и верувања кај народот. Така во Штипско се практикува обичај неродки да ја обиколуваат црквата со црвен и бел конец за да добијат рожба. До година, ако добијат радост во куќата, носат курбани дарови за услишените молитви. Инаку, црквичката посветена на Вознесението Христово, позната како Свети Спас во Штип, е една од најстарите сакрални градби во градот. Според податоците, изградена е во 1369 година од војводата Димитрije, а неодамна се доуреди просторот околу црквата и конзервираше фреско живописот кој датира од 14 век.